Лично право на самоопределување и самоидентификација. Тоа е одговорот на новата председателка на пораките од меѓународната заедница за потребата од целосно почитување на Преспанскиот договор, кој дојдоа на нејзина адреса откако таа во свечената изјава не го изговори уставното име Република Северна Македонија. Покрај ова, во соопштението, едно од првите на новиот председателски кабинет, се наведува и дека Гордана Силјановска-Давкова ќе се придржува до потребата на новото име на државата. Во своите јавни настапи, македонската председателка има право да го употребува името Македонија како чин на лично право на самоопределување и самоидентификација, почитувајќи ги основните човекови права и слободи и согласно европските вредности и начела. Председателката Гордана Силјановска-Давкова ќе се придржува до официјалната примена на уставното име. Согласно уставот, како што беше подготвен од службите на собранието, свечената заклетва беше потпишана со користење на уставното име, пишува во соопштението. Новата шефица на државата очекува и, како што се вели, сите македонски партнери да ги почитуваат билатералните и мултилатералните обврски кои ги презеле кон земјава, исто како што македонските институции тоа го сториле во изминатите 5 години. Од овој став произлегува дека Силјановска-Давкова ќе потпишува документи на кои стои Северна Македонија, но дека е прашање дали како шефица на државата ќе го изговара уставното име. По вчерашниот настап на Силјановска-Давкова реагира и Македонското министерство за надворешни работи, се уште раководено од Бујар Османи, велејќи дека се потврдува цврстата определба за целосно почитување на Преспанскиот договор. Повикуваме на внимателност од страна на сите политички чинители, особено на избраните државни функционери. Задржувањето на евроатлантскиот курс на земјава представува основен стратешки интерес и гарант за долгорочна безбедност и стабилност на земјата, соопштуваат од МНР. Денеска остра реакција стигна и од грчкиот премиер Киријакос Мицотакис, откако амбасадорката Филипиду во знак на протест ја напушти вчерашната инаугурација. Провокативниот избор на новата председателка на Северна Македонија да го прекрши официјалниот текст на заклетвата и да ја нарече земјата со различно име представува нелегална и недозволива иницијатива, чин кој го прекршува договорот од Преспа и самиот устав на незината држава, но е и поткопување на иднината на државата, напиша Мицотакис на Фејсбук. Со позиција за неупотребата на уставното име излезе амбасадата на САД. Соединетите држави остануваат цврсто посветени на договорот од Преспа и на евроатлантските интеграции на Северна Македонија. Откако ќе се формира нова влада и ќе се избере премиер, ќе продолжиме да ја зајакнуваме важноста на почитувањето на меѓународните договори и придобивките од напредувањето кон полноправно членство во Европската унија, велат од Американската амбасада. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.